Подклучи амбулантата за кожни болести во Велешкиот здравствен дом. Од пред неколку месеци докторката Милица Јовановска е во пензија, а незина замена нема. Од Велешката болница признаваат, итно е потребен лекар за кожни болести. Таков веќе испратиле на специјализација, но проблемот се создал бидејќи користи породилно боледување. Додека дојде докторката која што сме пратиле на специјализација, ќе доаѓа доктор од кожна клиника. Ја веќе во 2 наврати разговарав со директорот на кожна клиника, доктор Стошиќ. Воглавном се договоривме како ќе биде доаѓањето на кожни лекар од нивната клиника. Останува само правниот дел да договорат нашите и нивните правници да се склучи договор меѓу кожна клиника и Велешката болница. Во меѓувреме велешани страдаат од кожни болести. Ним се трудат да им помогнат матичните лекари. Најмногу што можете да решат 80% од случаите, додека за посериозни заболувања се немоќни. Ги упатуваме директно нелека и специјалисти во други градови. На секундарно ниво можеме да упатиме и нормално на клиника, бидејќи така и договорено она што е дефицитарно, за да не се малтретира пациентот, да се упати на она место каде што има таков стручњак. Проблемот со дефицит на кадар е сериозен. Едногласни се лекарите во Велес. Болницата плаќа специјализации, а дел од лекарите не се враќаат назад на работа. Новиот закон за здравствена заштита дозволува казни за непослужните, велат лекарите. Значи, ние сме сведоци да во изминативе години голем број на специјалисти беа тука, се усовршија и веднаш по нивното завршување на специјалистичкиот испит заминаа за 8 септември, заминаа во приватни болници, што сметам дека не требало да се дозволи за таков момент, ако се работи домаќински, нели? Одлучив да склучувам договори со докторите што се моментално на специјализација и со докторите што ќе ги праќаме на специјализација, значи согласно со Законот за здравствена заштита, да се подпише договор во кој што тие се должни, ако не дојдат да се вратат да работат назад 10 години, ако трае специјализацијата 5 години или повеќе години, ако трае специјализацијата над 5 години, се должни да ја обештетат болницата во висина од 10 суми дадени за специјализација на приватни доктори. Тоа е сума недека од околу 80.000 евра. Уште неколку оддели во Велешката болница кубурат со кадар токму поради ваквиот проблем, но се во подобра ситуација отколку кожната амбуланта. Директорот на Велешката болница ветува дека уште овој месец велешани ќе имаат каде да ги лекуваат кожните заболувања.